Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис Именада, а во нив ќе гледате. Во индустријската развојна зона во Тетово денес се одржа средба на вице-премиерот Фатмир Битичи со раководството на компанијата за производство на стакло Гласфлекс. Во организација на Републичката комисија за земјоделие при ВМРО-ДПМНЕ вчера во Тетово беше одржана трибина со земјоделците од Полошкиот регион. Лишен од слобода 34 годишникот Тетовско Прелюбиште кој се обидел со возило да удри во двајца негови соселани. Во индустријската развојна зона во Тетово денес се одржа средба на вице-премиерот Фатмир Битичи со раководството на компанијата за производство на стакло Гласфлекс, поддржан од државата. При тоа беа истакнати и дел од проблемите со кои се соочуваат како недостиг на квалификуван кадар. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи денес оствари средба со раководството на компанијата за производство на стакло Гласфлекс во Тетовската индустријска развојна зона. При тоа беше потенцирана државната помош, а од раководството на фабриката побара и поддршка за да се зголеми извозот, но и да обезбедат стручен кадар кој во моментов им недостасува. По посетата на производствените погони можам да потврдам дека тие имаат воведено технолошки најмодерни машини, а планираат и нови дополнителни инвестиции со план за нова линија за производство на стакло за електроволтаици и лабораторија за испитување на материјали и контрола на квалитет, со дополнителни 3,5 милиони евра инвестиции и нови работни места. Компанијата Гласфлекс е поддржана од државата, при што докажавме дека го изедначивме третманот на домашните и странските инвеститори и кој на најтранспарентен начин ги промовира придобивките кои инвеститорите ќе ги добијат доколку решат да инвестираат во нашата земја. Претежно сме извозно ориентирани, за тоа ни е потребна исто така поддршка и помош од државата за да го зголемиме тој извоз према странство. И со тоа ќе овозможиме поголем број на вработени во нашата компанија. Помошта која што дава државата до нашата компанија и до стопанството е сепак која што треба да се почитува и очекуваме и понатаму добра соработка и сепак пак помош према компаниите кои што се во зониве. Ние во овој дел во производството секако морам да кажам дека имаме доста проблеми со обучени кадри кои што во моментот недостасуваат во нашата држава, така да сме спремни секогаш за нови кадри, оператори кои што може да работат на ваков тип на машини. Дури и овде очекуваме некаква помош од државата која што може да делува на носење кадри и од странство по потреба. Работна сила ќе се увезува додека тука треба да се спроведе преквалификација, рече Битичи. Тој истакна дека структурата на невработените во државата и нивните вештини не одговараат на новата ера на индустриализација. Ако ова не го направиме, за 2 до 3 години, за жал ќе биде уште состојбата потешка, затоа што доста од компаниите ќе треба да затворат, затоа што не можат едноставно да издржат. И затоа велиме дека евентуалниот увоз, тоа го викаме либерализирање на пазарот на труд, овозможува да се зголеми конкурентноста на нашите компании за да креираат нови работни места. А секако нашите граѓани секогаш ќе бидат на првенствено место. Но заедно со нив треба да работиме на нивна доквалификација. На земјава и недостигаат 10.000 работници годишно. Се почитува одлуката за замрзнување на цените на тестенините, млекото и млечните производи во продавниците. Ова го покажа денешниот увид на цените што го извршија премиерот, министерот за економија и директорот на Државниот пазарен инспекторат. Денес можевме сите да се увериме дека ова намалување на цените се почитува од страна на производителите и од страна на трговците и истото се однесува како на замрзнувањето на цената на лебот, така и на замрзнувањето на цените на тестенините, односно намалувањето и за намалувањето на цените на млечните производи кои што ги наброев. Напорно работевме за да ги донесеме овие одлуки
И сакам да се заблагодарам на министерот за економија, на директорот на Државниот пазарен инспекторат, на колегите кои што работат со нив, кои работеа на анализи, на многобројните состаноци со представниците на производителите, на трговците, и се види дека низ работа може да се постигне она што е во интерес на граѓаните. Затоа и ги носиме овие одлуки, бидејќи знаеме, а тоа го покажа и анализите, дека намалувањето на цените на овие производи битно ќе влијае врз џебот на граѓаните, односно ќе создадат олеснување на семејниот буџет. Министерството за економија ги следи во дневна база сите случувања во делот на цените во државата, посебно за основните преамбени производи. И сакам уште еднаш да ги повикам стопанските комори, нашите производители, увозници, да направат големи напори, да покажат општествена одговорност и самите да почнат со намалување на цените, имајќи го предвид трендот на намалување на суровини и во светските берзи, но и согласно намалувањето на цените на енергенсите како мерки кои ги носи владата. Во тој случај, ако тие сами ги намалуваат, секако дека имаме простор дополнително да излеземе во пресред за да ја задржиме нивната конкурентност, а зошто да не ја да ја зголемиме нивната конкурентност. Затоа до крајот на наредната недела ние ќе подготвиме информација до председателот на владата со детална анализа за речи си секој производ и согласно тие анализи ќе се дизајнират, креират новите мерки кои ќе следат најверојатно во април. Мерките ќе бидат насочени и кон стопанството, и за тие сектори кои ќе покажат општествена одговорност, а секако дека ќе бидат насочени и директно кон граѓаните, тие што имаат најголема потреба, тие што ги немаат соодветните приходи во нивните семејства, се со цел да се справуваат со ова криза која не е само во нашата држава. Од утринава до сега нема нерегуларности, до пред половина час нема нерегуларности, но како што кажав, пред себе и сакал да почекам да го добијам деталниот извештај до крајот на денот и во текот на денешниот ден или максимум утре да излеземе со подетални информации и доколку има, ние како државен инспекторат ќе ги објавиме со називите на субјектите каде има. Бидејќи овие одлуки се во интерес на граѓаните и сите ние треба да се стремиме да се почитуваат одлуките, а трговците да ги почитуваат одлуките, бидејќи само така можеме да покажеме и да покажеме и граѓаните да осетат дека стварно ќе се намалат цените и на другите продукти. Нека биде ова потик само свесно трговците и производителите да ги намалат и другите продукти. Денеска министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски заедно со директорката на Државниот инспекторат за труд Весна Томовска подпишаа меморандум за меѓуинституционална соработка со откривањето на кривичните дела поврзани со трговија со луѓе, како и трудова експлоатација и упатување на потенцијалните жртви на трговија со луѓе со цел трудова експлоатација. Денеска заедно со директорката на Државниот инспекторат за труд водени од потребата за координирано постапување на институциите во борбата против организираниот криминал, со уверување дека непосредната соработка ќе придонесе кон поефикасно истражување и гонење на сторители на кривични дела од областа на организираниот криминал и кон подобрување на првичната идентификација, упатување и заштита на жртви на трудова експлоатација. Подпишав меморандум за соработка во откривањето на кривичните дела поврзани со трговијата со луѓе и трудовата експлоатација и упатувањето на потенцијалните жртви на трговија со луѓе со цел трудова експлоатација. Главен фокус на меморандумот е зајакнување на соработката и меѓусебна размена на информации, координирање на активностите, организирање и спроведување на заеднички надзор и контрола. Во оваа прилика сакам да упадам искрени честитки до Сдруженијето на млади правници, кои на иницијатива на Националната комисија со поддршка на проектот на Европската унија и Советот на Европа за превенција и борба против трговијата со луѓе го изработија меморандумот за соработка помеѓу Министерството за внатрешни работи и Државниот инспекторат за труд, согласно препораките на Грета во насока на воспоставување на прецизна и тесна соработка помеѓу полициските службеници и трудовите инспектори. Убеден сум дека овој меморандум ќе придонесе за зголемување на бројот на препознаени лица и прелиминарна идентификација на потенцијалните жртви и ќе влијае во зајакнувањето на соработката во спречувањето,
откривање и сузбивање на трговијата со луѓе со цел трудова експлоатација, како и обезбедување на времена нивна заштита. Со подпишувањето на овој меморандум за соработка помеѓу Министерството за внатрешни работи и Државниот инспекторат за труд само се заокружува процесот на континуирана соработка помеѓу овие две институции. Државниот инспекторат за труд има широк диапазон на свое делување во сите дејности на правните субјекти, вклучувајќи ги оние ризични дејности во кои што, според статистичките податоци, најчесто се затекнуваат жртви на се детектирани жртви на трговија со луѓе од аспект на трудовата експлоатација. Заради тоа, овој меморандум ќе овозможи преку планирање и координирање на заедничките активности со Министерството за внатрешни работи да можат навремено да се детектираат и идентификуваат жртвите на трговија со луѓе и нивната заштита од аспект на трудовата експлоатација. Исто така, овој меморандум дава и можност за едукативни програми на инспекторите, кои што несомнено во понатамошното нивно постапување ќе имаат доста голема улога во борбата против трговијата со луѓе и сузбивањето на овај криминалитет. И на крајот би сакала да изразам едно големо благодарност до Сдруженијето на млади правници што ни овозможи да се изготви овој меморандум, а со тоа да се продлабочи и онака добрата соработка која што во континуитет ја имаме со Министерството за внатрешни работи. Во организација на Републичката комисија за земјоделие при ВМРО ДПМНЕ вчера во Тетово беше одржана трибина со земјоделците од Полошкиот регион. На неа се дискутираше за актуелните проблеми и предизвици со кои се соочуваат земјоделците, но и за идните мерки за решавање на истите. Вчера вечер во Тетово, во организација на Централната комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство при ВМРО ДПМНЕ, беше одржана трибина на тема актуелните состојби во земјоделството во Македонија, со акцент на Полошкиот регион. Трибината ја водеше председателот на Централната комисија за земјоделие на ВМРО ДПМНЕ, Цветан Трипуновски, кој истакна дека тие како партија на земјоделците ќе им понудат идни мерки и решенија за решавање на актуелните проблеми во земјоделскиот сектор. Вечерва сме на трибина со земјоделците од Полошкиот регион. Ова е практика која што Републичката комисија за земјоделство ја практикува изминативе месеци. Ова е пета средба од ваков карактер. Тука се поканети, ова е отворена трибина пред се, поканети се земјоделци од нормална општина Тетово, Брвеница, Јегуновце, Теарце и од Гостивар. Целта на оваа трибина е во една дискусија за апсолвирање на актуелната состојба во земјоделството во Република Македонија како еден од носечките столбови и на нашата економија и на Република Македонија и нормално како најголема опозицијска партија која што претендираме ќе бидеме наредна власт, ќе понудиме пред се на земјоделците излез од оваа тешка ситуација во која што се наоѓаат. Ќе збориме за идни решенија во земјоделскиот сектор и нормално она што највеќе ги тангира земјоделците од овој регион. Практично ние ќе бидеме корективот на моменталната власт и она што ќе значи подобро утре за сите земјоделци во Република Македонија и решавање на сите актуелни проблеми. Отворениот диалог со земјоделците и нивните проблеми и предизвици со кои се соочуваат, како што најави Трипуновски, ќе продолжи и во наредниот период во повеќе населени места во државата. Тоа е и целта на оваа трибина и оваа комуникација ќе продолжи и во наредниот период, која што практично ќе значи влевање надеж на земјоделците ширум државата, која што практично во момент ги, може да кажам слободно, живеат најцрните денови од постојањето на нашата држава. Лишен од слобода 34-годишникот Тетовско прелюбиште кој се обидел со возило да удри во двајца негови соселани. Во полицискиот билтен регистрирани и случаи на пронајдена дрога, физички напад, украдено возило и пријава за каснување од бездомно куче. Во продолжение следат деталите.
Вчера вечер околу 22 часот и 20 минути во Тетовско Прелюбиште, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 34 годишник од ова села, по пријава од негови двајца соселани, според која на регионалниот пат Желино-Јегуновце, по која се движеле пеш. Околу 19 часот и 15 минути се обидел да ги удри со возило Рено со тетовски регистарски ознаки, но тие успеале да се тргнат покрај патот. Се расчистува и документира случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 23 часот и 55 минути на улица Борис Кидрич во Тетово лишиле од слобода едно лице од Скопје и едно лице од Кратово, затоа што им биле пронајдени и одземени кокаин и марихуана. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера во 14 часот и 20 минути 64 годишникот Тетово во СВР Тетово пријавил дека на улица Благојатовска во Тетово бил каснат од куќа скитник. Вчера околу 13 часот и 10 минути на улица Илинденска во Тетово полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 23 годишен тетовец, кај кого била пронајдена и одземена марихуана и на кого ќе му биде изготвен поднесок. 48 годишен гостиварец вчера во 17 часот и 45 минути во СВР Тетово пријавил дека на улица Гоце Делчево Гостивар околу 15 часот и 30 минути бил физички нападнат од две лица, од кои едното го познавал. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. 30 годишен гостиварец ноќеска во 2 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавил дека му било одземено неговото патничко моторно возило Мерцедес со гостиварски регистарски ознаки од улица Борче Јовановски во Гостивар, каде претходно го паркирал. Се преземаат мерки за пронаоѓање на возилото. Во акцијска контрола спроведена вчера во Полошко биле откриени и санкционирани 11 технички неисправни возила. СВР Тетово со потсетување до возачите навремено да ја проверуваат техничката исправност на возилата и да не седнуваат зад волан без валидна возачка дозвола или под дејство на алкохол. Секторот за внатрешни работи Тетово продолжува со засилени сообраќајно-контролни активности за поголем ред и безбедност на патиштата на Тетовско-гостиварското подрачје. Во вчерашната акцијска контрола, реализирана од 14 до 20 часот, вкупно биле откриени и законски санкционирани 11 технички неисправни возила, 6 во Тетовско и 5 во Гостиварско. 10 од нив имале неисправни сопирачки, а едно неисправни други уреди и системи. Покрај ова, со соодветни поднесоци биле санкционирани и 4 возачи кои ги управувале возилата без положен возачки испит, а еден возач почетник, кој не се придржувал на законски предвидените ограничувања за оваа категорија учесници во сообраќајот. 6 возачи пак со важечка забрана за управување, 3 возачи кои не носеле возачка дозвола и еден кој го управувал возилото под дејство на алкохол. Во контролата исто така биле констатирани и санкционирани и 8 други видови сообраќајни прекршоци. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш ги потсетува возачите навреме да ја проверат техничката исправност на возилата, посебно ако планираат патување на подолги релации и да не седнуваат зад волан без валидна возачка дозвола и под дејство на алкохол.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!